Добар ден, ученици! Се викам Наташа Стомоевска и наставник сум во Средното гимназиско училиште Панча Арсовски од Скопје. Денешната наставна единица им е посветена на учениците во гимназиското образование од прва година. Денес ке зборуваме за функциите на јазичните знаци. Дека јазикот го дефиниравме и знаеме дека е средство за општење меѓу луѓето и средство за искажување на човековите мисли и чувства. Оттаму и произлегуваат неговите две основни функции. Комуникативната, каде што луѓето општат меѓу себе со помош на јазикот и се вклучуваат во дадена заедница, и спознајната функција, бидејќи човекот со помош на јазикот го осознава светот околу себе. За да дојде до комуникација со помош на било кој јазик, потребно е да имаме испраќач, кој испраќа порака до примача, код, односно за да биде сватена пораката, и примачот и испраќачот треба да го владеат тој систем од знаци. Порака, која треба да има свој предмет или содржина, односно секоја порака треба да соопштува нешто за нешто. И канал или медиум, односно за да дојде пораката од испраќачот до примачот, меѓу нив треба да има посредник, физички канал или психичка врска меѓу испраќачот и примачот. Шематски тоа можеме да го прикажеме вака. Имаме испраќач кој му испраќа порака со определена содржина на примачот преку даден канал или медиум со употреба на посебен систем од знаци или код. Секој од овие 6 фактори определува по една функција на јазикот како систем од знаци за општење меѓу луѓето. 6 функции на јазикот како систем од знаци се содржинската, емотивната, конотивната, контактната, метајазичната и поетската функција. Содржинската функција го представува односот меѓу пораката и содржината на пораката. Оваа функција е најчесто главна во јазичните пораки, зашто општиме со јазикот пред се за да соопштиме нешто или да добиеме некаква информација. Емотивната функција пак се однесува на испраќачот на пораката, односно го представува односот меѓу пораката и испраќачот, кој непосредно го изразува својот став спрема она што го зборува. Оваа функција најчесто ја среќаваме кај звиците. Например, во стиховите на Ацо Шопов. Ах, таа убавина! Ах, таа убавина! Конотивната функција го изразува односот меѓу пораката и примачот на пораката. Таа најчесто се изразува во именските и заменските форми за обраќање, како и во формите на заповедниот начин со кој се искажува заповед. Например, дете, дојди што поскоро. Контактната функција го представува односот меѓу пораката и каналот или медиумот. Оваа функција доаѓа до израз преку пораки што служат за воспоставување, за продолжување и за прекинување на општењето, какви што се добар ден, како си, збогум, или пак најчесто употребуваното ало како воспоставување на контакт при воспоставување на некој телефонски повик. Метајазичната функција го представува односот меѓу системот од знаци, кодот и пораката. Таа се употребува за објаснување на знаците во општењето. Најчесто ако постои потреба да се објасни пораката или постои можност таа да не биде правилно сватена. Исто така, таа многу често се употребува и во науката да се објаснат одредени поими. Например, што е јазикот? Јазикот е систем од знаци што се употребува за општење меѓу луѓето. И на крај, тестот или поетската функција произлегува од односот на пораката кон самата себе си.
Најмногу доаѓа до израз во уметничката литература, но честопати се среќава и во другите видови на јазично општење. Например, во сликовитото опишување на настани од секојдневниот живот. Например, неговите пламени зборови ме изгореа. Во општењето со помош на јазикот, тешко можеме да пронајдеме порака која во себе има само една од овие 6 функции. Комуникацијата пак кажавме дека стваруваме со помош на знаци. За да биде нешто знак, треба да има своја форма и содржина, да постои условна, договорена посредна врска меѓу формата и содржината и да припаѓа на даден систем од знаци меѓу кои има своје определено место. Треба да има испракеч и примач на знакот и ситуација во која се потребува знакот. Тоа беше се за денешната наставна единица. Ви благодарам на вниманието и довидување до наредната училница.